Насител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. За да го зголемат притисокот во градскиот водовод, пумпите ги ставиле во Вардар. Над 1000 гостиварци со симптоми на труење побарале лекарска помош. И што мислите, што е од водата? Од водата. Од водата. Но не пиете вода, реков. Не пијам вода. Знам дека не е исправна водата. Ни даде една инфузија и нешто за дома. АКВ ја забрани водата од градскиот водовод. Обвинителството го истражува случајот. Лекарите советуваат на сериозна внимателност, додека траат проверките. Опасна за здравјето од хидрична епидемија нема. Особено ако е со смртоносен причинител. Некој да речеме, не дај Боже, ботулински токсини. Во случајот веројатно се работи за бактерии фекални. Владата бара продолжување на кризната состојба за нафта и нафтени деривати до 20 октомври. Цените на берза растат. Мицкоски го известил Брисел дека во целост си исполнил реформската агенда и покрај блокадите за изборниот законник. Партиите со меѓусебни обвинувања за процесот. Огласот за шеф на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција ќе биде објавен идниот месец. Мандатот на Абази истекува во ноември. Овие вести во Живот Гостивар со детали за можното труење од градскиот водовод. Останете со нас. Над 1000 граѓани од Гостивар побарале лекарска помош поради симптоми на труење. Сомнежот е дека се работи за загадување на водата од градскиот водовод, а истражните органи на терен кај Вруток пронашле пумпи кои водата од Вардар ја носеле во системот за градски водовод. На терен е колешката Габриела Лескова. Во овие вести имаме во живо од пред болницата во Гостивар. Габриела, има ли официјална потврда на оваа бројка дека над 1000 граѓани побарале лекарска помош и дали можеше да разговараш со граѓани кои што имаат некакви симптоми на труење? Да, Иван, токму така 1000 до 1200 граѓани во изминатите 3 до 4 дена побарале лекарска помош овде во општата болница во Гостивар. Ова информација ми ја потврди и директорот на установата. Оно што е заедничко за сите пациенти е дека имале слични симптоми, и тоа диареја, повраќање, висока температура како и омалаксаност. Јас сум овде од раните утрински часови, можев да посведочам дека голем број на граѓани влегуваа и излегуваа од инфективното одделение. Како што напоменав и претходно, оваа информација ми ја потврди и директорот на установата, кој што во писмена изјава за Сител вели дека најголемиот дел на пациентите со овие симптоми се на инфектологија, значи на местото каде што се наоѓам јас сега, на детското одделение и на ургентната единица. На сите пациенти им е дадена медицинска помош, односно соодветна терапија, стои во соопштението на директорот. Тој вели дека ова известување нормално го испраќаат, поради тоа што голем број на пациенти, овој број на пациенти е надвор од редовните бројки на пациентите на нашата установа. Значи, 1000 пациенти да се има во општата болница во Гостивар е дефинитивно несоодветно и нешто кое што не се случува секој ден, и токму поради ова има и зголемен број на персонал. Како што напоменав, јас сум овде во раните утрински часови, успеав да забележам како десетици граѓани влегуваа со истите симптоми кои што веќе ги напоменав, примаа инфузија, веднаш потоа беа препраќани на домашно лекување. Оние кои што имаат некои потешки симптоми остануваат на дополнителни испитувања. Меѓутоа успеав и да поразговарам со дел од граѓаните во однос на тоа на што се сомневаат од што имаат симптоми на труење, дали пиеле вода од чесма, во продолжение да ги слушнеме нив. Какви симптоми имавте? Дали пиевте вода? Да, нормално, од стомакот на диареја имавте? Пролив, диареја и така. Температура? Не. А вие пиевте вода од чешма? Сметате дека... Од чешма. Сметате дека е загадена водата? Веќината кажат, што знаем. Каква терапија примивте овде на инфективното одделение? Ни даде една инфузија и нешто за дома. Жена ми да. Ношти имаше малаксување и такви работи и однесовме на брза помош. И што мислите, што е од водата? Од водата. Знам дека не е исправна водата. Знаете дека не е исправна? Не е исправна. И од каде си полните? Од Мавро. Одам со колата во флаши и си нападам и немат.
не пиеме. Зошто не пиете? Не знам по која причина, ама не пиеме. Габриела, навистина вознемирувачка бројка над 1000 граѓани. Гледаме дека сите тие се свесни дека има некаков проблем со водата за пиење од градскиот водовод. Дали некој од истражните институции, од надлежните органи утврдил за што се работи? Да, Иван, активирани се сите служби, сите се на нозе и тоа по наредба на јавен обвинител. Во текот на вчерашниот ден е превземена, односно реализирана координирана акција, така што во 18 часот и 20 минути во текот на вчерашниот ден полициски службеници, јавен обвинител, но исто така инспектори од различни сектори засегнати за овој случај испаднале на терен за да воочат ова ситуација. Именно согласно соопштението на јавниот обвинител постојат основи на сомневање дека е вработени од јавното предпријатие Водовод и тоа во координација со Општината Гостивар поставиле 3 пумпи во корито на истечни отпадни води, преку кои што се туркала вода директно во главниот цевковод кој што го напојува градот. А потоа граѓаните се разбира како крајни консумирачи на водата се здобиле со симптоми. Еве веќе денеска и во изминатите денови можеме да посведочиме дека веќе имаат симптоми со труење на водата. Ова активност, како што велат од јавното обвинителство, е превземена за да се зголеми така наречениот водостој, односно да се зголеми притисокот на водата во Гостивар, бидејќи овде луѓето кои што живеат во повисоките делови од градот имаат значително понизок притисок. Исто така вонреден инспекцијски надзор во текот на вчерашниот ден извршил и инспектор на АХВ и оно што е важно за граѓаните да напоменам е дека во моментов е издадена наредба, односно забрана за пиење на водата во Гостивар. Со надзорот од АХВ велат дека е утврдено дека во главниот цевковод на водоводната мрежа на диво без одобрение поставена е пумпа која директно вбризгува вода од реката Вардар во овој водоснабдителен систем. Од страна на стручни лица на Институтот за јавно здравје кои биле присутни на надзорот, земени се мустри од водата за лабораториско тестирање со цел утврдување на нејзината безбедност. За да се спречи поголема опасност за населението од овој регион, АХВ издаде времена забрана за употреба на водата за пиење се до добивање на резултатите од лабораториското тестирање со кој ќе се потврди нејзината безбедност. Стои во соопштението на Агенцијата за храна и ветеринарство. Денес успеав да разговарам и со портпаролот на СВР Тетово, кој што ги дава деталите за вчерашната акција на местото каде што на диво биле поставени пумпи. Постојат основи на сомневање дека јавното предпријатие Водовод во соработка со општина Гостивар поставиле 3 пумпи во коритото на истечените отпадни води, преку кои се вгризлава вода директно во главниот цевковод што го напојува градот. Ова активност неверојатно било преземена со цел да се зголеми притисокот во мрежата поради недостигот на питката вода, со што директно се загрозува здравјето на граѓаните во Гостивар. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Габриела, официјално Агенцијата за храна и ветеринарство ја забрани водата од водоводот во Гостивар за употреба. Гледаме дека Министерството за внатрешни работи извршило по добиена пријава увид на терен. Дали на некаков начин јавното обвинителство е вклучено во постапката? Да, јавното обвинителство е вклучено во постапката уште на самиот почеток. Впрочем, вчерашната акција била спроведена по наредба на јавен обвинител. Ова во суштина значи дека јавното обвинителство веќе презема низа активности и истражни постапки по однос на овој случај за утврдување на евентуално кривично дело по однос на овој случај. Го имаме обвинителот Савевски по однос на оваа тема, го слушаме со детали. На подрачјето на основно јавно обвинителство Гостивар се преземаат конкретни истражни действија во кои што се вклучени сите потребни институции за да се утврди таа состојба. Оваа ситуација дали значи дека е кривично правен настан или од други аспекти. Така да се преземаат истражни действија од страна на надлежен јавен обвинител од основно јавно обвинителство Гостивар. Габриела, очигледно е дека клучен ќе биде одговорот од јавното предпријатие. Што велат од градски водовод во Гостивар, како тие пумпи биле приклучени на системот за снабдување со вода?
Јас денеска бев и во канцелариите на јавното комунално предпријатие Комуналец во Гостивар, разговарав со директорката. Таа практично ги демантира сите овие сомнежи кои што се поставени од страна на обвинителството. Во нејзиното објаснување спомена дека на 24 минатиот месец јавното комунално предпријатие испратило известување до граѓаните во кое што ги предупредува да не се консумира водата за пиење од чешмите во Гостивар, бидејќи на 26 минатиот месец, значи следниот ден, ќе имаат активност по однос на поставување на овие 3 пумпи. И таа вели дека водата која што била бризгувана, односно турнувана од овие води, не била приклучена кон главниот водовод, туку токму со пумпите оваа вода била истурена во реката Вардар. Исто така дополни дека во текот на вчерашниот ден имало направено анализи, се разбира, и од нивниот тим, па така првичните анализи, оние што се физичко-хемиски, кои што се добиваат за брзо време, велат дека покажа дека водата во пракса е безбедна за пиење. Во продолжение слушаме дел од изјавата на директорката на јавното комунално предпријатие Комуналец. Јавното предпријатие во соработка со општина Гостивар прават една нова линија, инвестиција од 1 километар, која ќе го снабдува градот Гостивар со вода, и со цел да се види дали проектот е функционален, е направена симулација на тоа. Еден ден на 24.6 беше најавено водата да не се користи, имаше соопштение, на 25 е направена симулацијата и истата вода, значи не е влезена во водата која го користат граѓаните, туку со испустен вентил е извадена во Вардар. Добра, кој ви кажа, ако може да соопштите, да ставите испушни води во Вардар? Дали е тоа дозволено? Значи, да. Ние кога имаме вишок на вода, го со испусни вентили го фрламе таа вода на Вардар. Ги уверуваме граѓаните дека ЈП Комуналец Гостивар редовно врши анализи на водата и досега земените примероци покажуваат дека параметрите се во согласност со законските прописи и стандарди за вода за пиење. Да, јасно е дека има различни информации кои што јавноста ги добива од институциите. Очигледно е дека истрагата ќе има работа за да се утврди која е вистината и како се случило толку голем број на граѓани да побараат лекарска помош. Габриела, ме интересира што се случува во моментот, што се прави за заштита на граѓани? Да, Еван, покрај ова практично е поставена забрана на граѓаните за употреба на водата за пиење од чешмите во Гостивар. Меѓутоа, само сакав да надополнам дека клучно за целата истрага ќе бидат оние микробиолошки анализи, резултатите од микробиолошките анализи кои што ги спроведува Центарот за јавно здравје во Тетово, подружница Гостивар. Денес успеав да разговарам со доктор токму од оваа установа, кој што кажа дека мора да поминат 48 часа за да ги добијат клучните анализи за да се види дали овие луѓе кои што имаат симптоми на труење се затруени токму од водата за пиење. Во меѓувреме, освен препараката за да не се пие водата од чешмите, односно да се користи флаширана вода, докторите со апел до граѓаните доколку почувствуваат какво било симптоми кои што ги наведовме претходно, меѓутоа еве сега за да биде појасно за гледачите, доколку имаат симптоми на диареа, зголемена телесна температура, омалаксаност, веднаш да се јават кај нивниот матичен лекар и веднаш што и се разбира доколку утврди дека има потреба ќе биде препратен овде во општата болница во Гостивар. Во продолжение слушаме дел од разговорот со докторот од Центарот за јавно здравје во Тетово, подружница Гостивар. Зјававме вкупно 4 примероци, значи зјававме од каптажата во Фрутоко каде се наоѓа, значи зедовме од резервоарот, уште една вода тука зедовме и од градскиот водовод уште една вода се, значи 4 примероци вкупна вода, значи да се покрие и градскиот главен цевковод и каптажата и резервоарот. Да, Иван, тоа се сите детали. Ние остануваме на терен, па дополнително ќе информираме и во вестите во 19 часот. За крај само би сакала да напоменам дека доколку јавниот обвинител утврди дека е сторено кривично дело, вработените во јавното предпријатие Комуналец и се разбира во соработка со општината би требало да одговараат за загадување на водата за пиење согласно кривичниот законник член 219. Ќе следува затворска казна од 3
до 3 години или пак парична казна во зависност од делото кое што е сторено. Меѓутоа за казните повеќе во вестите во 19 часот. Да, ќе видиме што ќе покаже истрагата. Габриела Лескова, благодарам за ова вклучување во Живо од Гостивар. Микробиологот Пановски вели дека во неговото долгогодишно искуство не памети ваков случај, освен пред неколку децении во Штипско, кога проблемот бил од селска чешма. Тој апелира граѓаните да бидат сериозно внимателни и да не ја користат водата додека не се расчисти случајот. Правниците пак се изненадени од начинот на кој се работело во заштитена зона, но велат дека законот предвидел и затворски и парични казни ако се утврди одговорност. Да се конзумира исклучиво флаширана вода, а по детално прочистување на системот, водата од чешма да се користи со превривање. Ова се итните медицински препораки по масовното труење во Гостивар. Со само микроорганизми, таа вода ќе може да се врие, и може да има токсини кај што вриењето нема да помогне, значи со превриена вода да користат за домашни потреби доколку градот и државата не им достави вода од друг извор. Додека над 1200 граѓани се лекуваат од стомачни тегови, микробиолозите предупредуваат на опасноста од загадувањето кое ги поттикнало симптомите. Според микробиологот доктор Пановски, по толкав број на заболени во град како Гостивар, станува збор за епидемија на која треба итно и внимателно да се пристапува. Опасна за здравјето од хидрична епидемија нема, особено ако е со смртоносен причинител. Некој да речеме, не дај Боже, ботулински токсини. Во случајот веројатно се работи за бактерии фекални, најчесто се тоа шигела, салмонела, кампилобактер или некои друг цревни бактерии и вируси. Значи не мора да е еден причинител, бидејќи ако е мешање на канализациона вода, отпадни води со вода за пиење, се што имало во Гостивар некои се носители, некои болни, се тоа влегло во водата за пиење, зависно од количината што испиена, зависат и симптомите и видот на микроорганизмите. Микробиологот доктор Пановски не памети ваков случај со толкав број заболени во само 2 дена. Во летните месеци особено после поплави и дождови невремења, треба да се избегне пиење од небезбедни места. За жалост да испадна најбезбедното да биде небезбедно. Колку што се сеќам, пред 20-30 години имаше во Штип 5.500 случаи со шигела. Меѓутоа интересно беше, не беше од градскиот водовод, туку од нека чешма, каја сите знае како најквалитетна и многу убава била водата од градскиот водовод. Така да на друга вакав огромен број не се сеќам да вида последни 50 години колку што следам. Постои прецизен закон за заштитни зони кој точно дефинира каква е регулативата за изворите и водоснабдителните системи, како што е овој во Гостивар. Од Сдруженијето на млади правници потенцираат, доколку се докаже одговорност на инволвираните, сите кои се вклучени во овој нелегален приклучок ќе одговараат кривично. Доброто во случајот на Гостивар што таа заштитна зона е воспоставена и има точно определено и заштитни зони и активности кои не смеа да се вршат во тие заштитни зони. Ако се покажат како навистина вистините оние информации кои излегува во медиумите дека се работи за пумпа која била директно приклучена на водоводниот систем, кој инаку би требало да биде затворен систем и не би требало да има можност за надворешни влијанија. Ако се докаже навистина дека причината за сето ова е првично водата, и дека водата била загадена на овој начин, не би требало да биде тешко да се утврди одговорност и кај лицата кои го извршиле тоа приклучување на пумпата, меѓутоа и кај оние одговорни кои треба да го контролираат и или им дале насока на тие вработени за тоа да го сторат. Ниту во медицинската, ниту во правната пракса во земјава не се памети ваков случај со контаминација од вакви размери директно преку градскиот водоснабдителен систем. Одговорноста за загрозување на јавното здравје правниците велат е лесно докажлива на суд, па така медицинската диагноза за загадената вода ќе треба да се преточи во правна разрешница. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Владата бара продолжување на кризната состојба за нафта и нафтени деривати до 20 октомври. Цените на берза растат. Мицкоски го известил Брисел дека во целост си исполнил реформската агенда и покрај блокадите за изборниот законник, партиите со меѓусебни обвинувања за процесот.
Владата бара од собранието продолжување на кризната состојба за нафта и нафтени деривати до 20 октомври, откако продолжи растот на цената на нафтата на светските берзи. Опозицијата очекува ова да влијае на растот на цените во земјава во услови кога нема мерки за заштита на граѓаните. Од владата велат дека се следи состојбата. Кризната состојба за нафта и нафтени деривати ќе остане во сила уште 3 месеци. Владата денеска одлучи рокот да се продолжи до 20 октомври. Целта на оваа одлука е владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците од евентуални пазарни нарушувања и да се заштитат интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството. Одлуката ќе биде доставена до собранието, каде пратениците и официјално треба да ја изгласаат. Премиерот Мицкоски пред неколку дена рече дека се исполнети условите за да се намалат акцизите на бензините и дизелот, па можно е од понеделник повторно да се активира ова антикризна мерка. Опозицијата и денеска критикува. Кризата не стигнува. Поскапувањето на горивата е нов ценовен удар за граѓаните и ќе донесе ново поскапување на цените за храната. Животот стана прескап. Платите не го следат растот на цените. Храната стана луксус. Сметките се превисоки. Неделава бензините поскапеа за денар и пол, а дизелот за 5,5 денари. Ова следи од како цените на нафтата на светските берзи бележат секојдневен пораст, како резултат на се поголемите напади на Блискиот Исток. Суровата нафта од типот Брент и денеска се тргува за над $85 за барел, а нова неизвестност создава можноста да се блокира теснецот Баб ел-Мандеб, едно од најважните морски рути за транспорт. Според светските медиуми, Иран побарал јеменските хути да бидат подготвени за затворање на овој теснец, доколку САД нападнат ирански енергетски објекти. Хутите веќе распоредиле ракети и дронови во близина на област за можни напади врз бродови. Баб ел-Мандеб е тесен морски премин, што ги поврзува Црвеното и Арапското море и една од клучните рути за транспорт на енергенси, стока и суровини кон Суетскиот канал и Европа. Everything can be affected because not only oil or natural gas is shipped through this strait. Other cargoes from Asia, such as containers, food as well, fertilizers, coal, and everything else that can be loaded onto the ship and shipped or sailed to the Europe or other part of the world that needs to pass this strait, it might be affected. Затворањето на Баб ел-Мандеб, истовремено со Ормудскиот теснец, ќе значи дополнителен притисок врз глобалните синџири на снабдување. Мартин Арсов, Сител телевизија. Патниот правец Куманово-Страцин на коридорот 8 е единствениот дел од оваа делница на кој во моментов нема проект ниту градежни активности на терен. Од Министерството за транспорт тврдат дека се во фаза на подготовка на тендерската документација за физибилити студија. Бизнис секторот вели дека коридорот 8 е исклучително важен и брзата изградба е од клучно значење. Патната мрежа во Македонија се развива со две брзини. Додека на западното крило од коридорот 8 веќе се работи на делниците Тетово-Гостивар и Гостивар-Бокојчани, а се расчистуваат и долгогодишните застои за автопатот Кичево-Охрид. Поврзувањето кон Бугарија е заглавено на една од најкритичните точки, делот од Куманово до Страцин. Овие 30 километри се алката што не достига за модерна патна врска со источниот сосед, но за нив динамиката оди со далеку побавно темпо. Наместо почеток на градба, реалноста вели дека дури следната година ќе се чека зелено светло од Европската унија за финансирање преку ИПА-3 програмата. Според директорот на ЈПДП, Коце Трајановски, процедурите за изградба на експресниот пат допрва ќе стартуваат со тендер за физибилити студија во 2027 година. Од Министерството за транспорт и врски вела дека во рамки на владината програма за развој на патната мрежа во Македонија предвидено изградба на експресен пат Страцин-Куманово во должина од околу 30 километри. Во овој момент во соработка со Европската унија се подготвува тендерска постапка за изградба на физибилити студија. Истата е предвидено да се финансира во рамки на ИПА-3 програмата. По изработката на физибилити студијата и нејзино одобрување од Европската комисија ќе се распише и тендер за изведувач за оваа патна делница, велат од Министерството. За бизнис секторот брзата изградба на коридорот 8 е од клучно значење бидејќи директно го леснува увозот и извозот. Овој патен правец драстично ќе го скрати времето за транспорт на стоки, ќе ги намали трошоците на компаниите и ќе овозможи поголем прилив на странски туристи.
Со тоа се зголемува конкурентноста, меѓутоа треба да бидеме умни дека понатаму и целата придружна инфраструктура и планирање треба да биде во таа насока. Односно, знаеме дека таму ќе се случуваат не само превоз на стока, туку и превоз на патници. Веднаш треба да се размислува дека тие капацитети за туристи, дека треба да бидат подготвени или да се почна да се размислува да се подготвуваат и да се инвестира и да се најде дури и програма за поттикнување на услужната економија. Автопатите кои се градат на коридорот 8 чинат околу 1 милиарда и 500 милиони евра. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски преку социјалните мрежи информираше дека го известил Брисел дека во целост е исполнета реформската агенда и покрај блокадите за изборниот законник. Партиите пак продолжуваат со меѓусебните обвинувања за процесот. Документот со исполнети обврски од реформската агенда во предвидениот рок македонската влада го испрати до Брисел со цел државата да влезе во наредните пресметки за исплата на средствата од планот за раст за Западен Балкан. На 15 јули до Европската унија беше доставен документот со целосно исполнети и означени обврски, со што уште еднаш покажавме дека реформскиот процес го водиме одговорно, транспарентно и со јасна посветеност кон исполнување на европската агенда. Уверен сум дека во динамиката на реализација ќе бидеме далеку пред многу други и покрај обидите процесот да биде заглавен преку блокирањето на изборниот законник, напиша Мицкоски на социјалните мрежи по владиниот состанок посветен на евроинтеграциите. Во меѓувреме не стивнуваат меѓусебните обвинувања меѓу власта и опозицијата за тоа кој е виновен што пропадна измените на изборниот законник. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека СДСМ, Левица и ДУИ сметаат дека доколку глумат жртви ќе освојат повеќе политички поени. Реалноста пак излезе на површина, а таа е дека ВМРО ДПМН, како партија на власт, им ги прифаќа сите барања на опозиционерите, само диаспората да може да гласа на полесен начин. Токму ова, коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ го одбија. Одбија и да бидат внесени во новиот изборен законник и препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Одбија да имаме една изборна единица, одбија и повеќе пари за рекламирање. Со недонесување на изборниот законник, директно се обидуваат да го намалат успехот на Македонија во делот на реформската агенда. Од СДСМ возвратија дека власта вештачки создава конфликт околу изборниот законник за да го прикрие неуспехот во спроведувањето на реформите. Создаваат вештички конфликт околу изборниот законник, гледаме дека намерно туркаат спорни одредби за изборен грабеж, за да го прикријат сопствениот неуспех со реформската агенда и за целосно да го блокираат европскиот пат. Рокот до 1 јуни одамна помина, клучните закони се вратени од Европа на доработка, а напредокот е минимален. Наместо да завршат со реформите, тие бараат некакви изговори. Кога некој постојано зборува за алиби на опозицијата, тоа значи дека токму тој самиот бара алиби. И покрај неколку месечната работа на меѓупартиската работна група во Министерството за правда, како и неколкуте обиди во собранието за надминување на разликите меѓу власта и опозицијата, измените на изборниот законник останаа заглавени во собраниската процедура поради речиси 14.000 амандмани поднесени од опозицијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. За кого е важна реформската агенда? За институциите во Брисел или за граѓаните дома? Што покажуваат новите предлози за процесот на проширување? Дали реформите на ЕУ може да ја спречат билатерализацијата на процесот? Тема на денот со Драган Тилев, долгогодишен државен советник за европски прашања. Советот на јавни обвинители донесе одлука дека огласот за шеф на обвинителството кој гони организиран криминал и корупција ќе го објави на 10 август. Целиот процес треба да заврши до 8 ноември, кога истекува мандатот на актуелниот Ислам Абаси. Јавните обвинители на непосредни избори ќе бираат шеф за обвинителството кое гони организиран криминал и корупција. Советот на јавни обвинители на денешната седница донесе одлука дека огласот за избор на основен јавен обвинител ќе го објави на 10 август, а целиот процес да заврши до 8 ноември, кога истекува мандатот на Ислам Абази. Исто така ќе се објави и датум кога ќе треба сите јавни обвинители да гласат за кандидат на основно јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, бидејќи тоа е јасно дека тој кандидат се гласа од сите јавни обвинители.
На изборот право да гласаат имаат вкупно 194 јавни обвинители од целата држава. Гласачки места ќе бидат обвинителствата во кои работат, а победник ќе биде обвинителот кој ќе освои најголем број од гласовите. Право да конкурираат имаат обвинители кои ги исполнуваат општите услови, но и посебните утврдени со Законот за јавно обвинителство. За основен јавен обвинител на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција може да биде избрано лице кое има непрекинат работен стаж од најмалку 6 години како јавен обвинител до моментот на пријавување за именување и кој е оценет со позитивна оценка во последните 3 години. Во моментов начело на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција стои Ислам Абази. Според условите во законот и тој има право да конкурира на огласот. Неговиот избор пред 4 години го привлече вниманието на јавноста откако се појавија фотографии на кои Абази е сликан со високи функционери на ДУИ, додека Американската амбасада резултатите од гласањето ги нарече збунувачки. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва за новите предлози за промени во процесот на проширување, но и за реформите во Брисел и дома ќе разговарам со Драган Тилев, долгогодишен државен советник за европски прашања. До 19 часот останете со Сител. Пријатно.